Во Виница, Зрновци и Чешиново, Облешево, по 2 недели граѓаните повторно ќе гласаат за да го изберат новиот градоначалник. Недоволниот број гласови да се избере прв човек на општината во првиот круг ќе ја продолжи предизборната кампања и ќе им даде шанса на кандидатите да придобијат нови гласачи. Според првичните резултати што ги соопшти Општинската изборна комисија, во Виница кандидатот на коалицијата на СДСМ Ивица Димитров добил 5113, а кандидатот на ВМРО-ДПМН Мартин Павлов 4852 гласа. Нешто помалку од 1,5% му бил потребен на Димитров да оствари победа во првиот круг. Што се однесува до резултатите за места во Советот на општината, листата на СДСМ освоила 4978 гласа, листата на ВМРО-ДПМН 4579, а листата на Народното движење за Македонија 402 гласа. Со тоа, СДСМ ќе има 8, а ВМРО-ДПМН 7 советници. Во Зрновци, кандидатот за градоначалник предложен од ВМРО-ДПМН Блаже Станков доби 791 глас. Потоа следува кандидатот на СДСМ Ванчо Митев со 460, Методи Николов, подржан од група избирачи, има 310, а Киро Коцев од Социјалдемократската партија на Македонија 27 гласа. Тоа значи дека во вториот круг одат Станков и Митев. Кај листите за советници, најголем број гласови, 700, има онаа на ВМРО-ДПМН, додека листата на СДСМ има 605, а листата на група избирачи со носителот Владо Ристов доби 203 гласа. Според тоа, ВМРО-ДПМН и СДСМ ќе имаат по 4 советници, а во Советот ќе влезе и носителот на листата на група избирачи Ристов. Во Чешиново, Облешево, ќе има втор круг на гласање за градоначалник меѓу двајцата кандидати со оглед на малата разлика во добиените гласови. Горанчо Зашов, кандидат на ВМРО-ДПМН, има 1977, а Горанчо Крстев, кандидат на СДСМ, доби 1938 гласа. Кај листите за советници во предност е онаа на ВМРО-ДПМН со 1796, пред листата на СДСМ со 1642, додека кандидатската листа за советници на Народното движење за Македонија доби 486 гласа. Во Советот на општината, ВМРО-ДПМН и коалицијата на СДСМ ќе имаат по 5, а Народното движење за Македонија ќе има 1 советник.